Здраво на сите и добре дојдовте во 67-миот дел на Зачудувачки факти. Во 1895 година во Охајо имало само 2 автомобили и покрај тоа тие успеале да се судрат еден во друг. Актерката Оливија де Хавиленд, која ја добила својата прва номинација за Оскар во 1939 година за незината улога во Gone with the Wind на 23 годишна возраст, е се уште жива денес. Таа има 103 години. Постои многу ретка бела зебра во засолниште за животни Три прстени на Хаваите, која го добила името Зои. Таа има аномалија позната како амеланоза, која и дава светли златни линии и сини очи. Златната отровна жаба е една од најотровните животни на земјата, која може да убие 10 возрастни луѓе со само 1 милиграм од незиниот отров. Она што е уште почудно е тоа што оние жаби кои растат во заробеништво и се изолирани од инсекти не произведуваат никаков отров. Постои куќа во Зимбарк, Полска, која е целосно наопаку. Таа била дизајнирана од страна на полскиот бизнисмен и филантроп Даниел Серпаски како уметничко дело кое представува крај на комунистичката ера во Полска. Незиното градење завршило во 2007 година и траело 5 пати подолго од потребното време за градење на нормална куќа. Причината за тоа била дезориентацијата со која се справувале работниците кои работеле во неа. Германската дизајнерка Анке Дамаск прави облека од кисело млеко. Таа ги извлекува протеините од млекото и ги врти влакната во волница. Користи нешто што го нарекува машина за тестенини, за да ги измеша состојките заедно и на крај ги плука текстилните влакна од млазницата. Затнувањето на ноздрите и устата за време на кивање може да ги оштети ушните тапанчиња и синусите или да предизвика инфекција на ушите. Кивањата се изненадувачки силни. Ненадејното мокно протерување на воздухот може да придвижи капки слуз со брзина до 150 км на час. Пабло Ескобар имал своја приватна зоолошка градина со околу 200 животни. Многу од животните биле шврцувани во земјата преку неговите авиони со дрога. Кристофер Колумбо, додека бил мртов, патувал речиси еднакво споредено со тоа колку патувал додека бил жив. Откако починал во 1506 година, тој бил погребан во Валадолид, Шпанија. 3 години подоцна неговите остатоци биле однесени на семејството во Севилја. Во 1542 година неговите остатоци биле преместени во Санто Доминго со согласност од неговиот син. Потоа, во 1795 година, неговите коски биле преместени во Хавана за конечно повеќе од 100 години подоцна да бидат вратени во Севилја во 1898 година. Околу 20% од популацијата на Јужна Кореја го имаат презимето Ким. Тоа е повеќе од 10 милиони луѓе. И тоа беше се за 67-миот дел на Зачудувачки факти. Ако го сакате уште, лајкнете го ова видео и не заборавајте да се субскрајбнете на мојот канал. Фала ви многу за поддршката и ние се гледаме во следното видео.